Спонзорирано од Кафе Портал. Навистина ми е голема чест и задоволството да имам можност да разговарам со еден од доајените на македонското новинарство во целина, но и спортското новинарство. Господине Миновски, најпрво добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро ве најдов и мене ми е задоволство што сум гостин во оваа телевизија. Во овој разговор би сакал малку поопширно да фатиме историјата на спортот во Битола како град, но еве најпрво да започнеме со фудбалот, бидејќи можеби е и најинтересен во овој период, нели Пелистер ја имаше можеби сезоната од соништата, ако можам така да ја наречам, најдобрата сезона можеби во историјата на клубот, но какви беа почетоците на фудбалот во Битола? Битола, познато е, многу пати имаме зборувано на таа тема, минатото и денешницата на Битола. Покрај другото е познато и како спортски центар. Бидејќи прашањето е конкретно за фудбалот, можам да кажам дека традициите на фудбалот во Битола се многу одамна. Се спомнува периодот некаде пред Илинденското востание, значи пред 100 и нешто години, а Битола е во предност во споредба со сите други градови кои исто така инсистираат историјата на почетокот и развојот на фудбалот да си ја препишат, е во предност заради тоа што во Битола е одигран првиот официјален надпревар. Тоа се случува 1911 година, непосредно пред најавената посета на султанот Решат V. И сега нема податок дали во негова чест и заради тоа е организиран таков надпревар, меѓутоа е организиран 1911 година таков еден фудбалски надпревар. Можеби пред тоа или во ова исто време и во другите населени места има по некоја манифестација во врска со фудбалот, но ова е значајно и по тоа што е одигран надпревар по сите правила и прописи. Српскиот конзул направил правила за играње на фудбал. Правилата се преведени на турски и на други јазици, се разделени меѓу играчите за да научат, бидејќи до тогаш се играло креативно, односно така како што секој умел, тоа што секој научил, знаел, зависно од талентот од арбата, така се играл фудбал. Меѓутоа сега во прашање се правила, мора да се почитуваат правила и прописи. Значи, се одигра прв надпревар меѓу дипломатскиот кор, екипа на дипломатскиот кор и гарнизонот на турската армија. Познато е дека победиле дипломатите со 2:0 и дека тој надпревар во Битола одекнал како невидена една сензација до тогаш. Има сознанија луѓе, бидејќи со ова се занимавам подолго време, пред 50 на години да речеме, кои што уште се сеќавале на тие времења, дека тогаш како деца биле облечени во детска униформа, така со бели кошутња, коси панталони, и сите така организирано се носеле на надпреварот да гледаат фудбалски надпревар. И така почнува всушност историјата на фудбалот во Битола, така случајно и слично почнува и во другите населени места. Меѓутоа почетокот на балканските војни, заминувањето на турците од овие простори, Првата балканска, втората балканска и првата светска војна значително го попречуваат развојот на појавата на овој спорт. Веќе нема услови за да се спортува, за да се игра, и како што нема услови за да се живее, бидејќи за време на Првата светска војна и за балканските војни Битола е огромно поприште на војување. Епицентар на незгодите, на несреќите на населението, бидејќи сега не се војува само на фронтовите, туку се напаѓаат и градовите, односно градовите служат сега преку од Пелистер на кај Макчалан се бомбардира едната со другата армија и бомбите паѓаат во Битола и прават пустоши. И Битола за време на Првата светска војна настрада страшно. Наречен е Втор Верден,
Значи, уништен некаде 80, може и повеќе насто. Населението е разбегано по блиските села, по Грција, ваму, таму, за да секој барал начини да се спаси и така натаму. Дури по завршувањето на војните на Првата светска војна, малку по малку се враќа населението. Сега ако имаме тој втор период на развојот на фудбалот. Тој е српскиот период, односно Македонија и Битола е под кралството Југославија и само што српската власт, односно кралството Југославија ја инсталира својата управа, својата власт на овие простори, почнува малку да се враќа мирот, да се заборава на војната, а заедно со сите други активности, односно развојот од сопанство, култура, еве го почнува тука да се развива и спортот. И е интересно сега да се спомене дека во 18-та година е формиран и првиот клуб, официјален клуб омладина. Од него произлегува после Битола, односно Пелиштер па Битола. И интересно е исто така да се спомене дека во периодот од 18-19 година до почетокот на Втората светска војна во Битола има 30 фудбалски клубови. Значи Битола е фудбалски центар, фудбалски град. Се игра во секоја мала. Се разбира најафирмиран тогаш клуб во тој период, во тие 10 години е екипата на Битола, односно Битој, СК Битој, која за прв пат во кралството Југославија излегува надвор од просториите на кралството Југославија и игра меѓународни средби, тоа во Грција и во Албанија. После тоа, со завршувањето, екзистира фудбал, 4 екипи екзистираат и за време на окупацијата, за време на Втората светска војна. 4 екипи делуваат, играат во рамките на лигата на царството Бугарија, но она што треба да се случи сега, масовен развој на фудбалот, тоа почнува од 1945 година до денеска, со тоа што порано имавме невидена една масовност, сега исто така има масовност, да направиме една паралела, една споредба, исто така имаме голема масовност, меѓутоа Битола до 1991 година во рамките на Југославија беше позната како една од најразвиените фудбалски центри. Општинската фудбалска лига броеше 63-4 клубови. Имаше градски лиги, имаше селски лиги и така натаму, значи околу 60-70, можеби повеќе екипи истовремено делува овде, дури немаше спортски терени, беше само стадионот по Тубекафе, но се преселија активностите по селските терени, по блиските населби. За разлика од тоа време кога имавме клубови, сега имаме академии, сега имаме фудбалски школи. И исто така има масовност, но не е иста таа масовност како она кога постоја клубови. Сега исто така функционира општинското битолско подрачје, има А и Б лига и како што имаше и порано, но тогаш имаше и градски лиги, региони и така натаму беше масовноста многу поголема. Би сакал да ве прашаме какви беа почетоците на фудбалскиот клуб Пелистер. Споменавме неговото официјално формирање во 1945 година. Какви беа почетоците, каде се надпреваруваше Пелистер и какви успеси имаше? Фудбалскиот клуб Пелистер, јас одамна го зборувам, тоа не е од 45 година, можеби исклучиво како ФК Пелистер е од 45 година. Меѓутоа, првиот фудбалски клуб со името Пелистер е формиран на 1924 година. И сега не го носи понатаму, од него се создава Битола, најпознатиот клуб на овие простори во времето на кралството Југославија, а во 1945 година, кога завршуваат војните, повторно почнува да живнува почнува да се гради нова создадената југословенска заедница, а исто така да се развива и фудбал. Се играше прво во општинските лиги по регионите и во Македонската фудбалска лига. Така почнува Пелистер. Заедно, паралелно со Работник. Два тима се тие што екзистираат во тоа време, подолго време и има еден антагонизам, едно ривалство и добро беше тоа ривалство заради развојот, заради унапредувањето на фудбалот. Меѓутоа, некое време, после 7-8 години после отпаѓањето на Работник од 4-та зона, 57-та, 56-та година, продолжува Пелистер и Работник се бриши како име во спортската историја на Битола, останува Пелистер до ден денеш. Пелистер се надпреваруваше, ако не се лажам, во Втората југословенска лига.
Какви беа надпреварите тука во Битола? Гостувале многу големи имиња, да речам, на стадионот под Тумбе кафе. Каква била посетеноста, каква била атмосферата? Пошто бидејќи верувам ги следевте вие тие надпревари. Пелиштер е тим со богато републичко искуство. И кога се најде во втората лига се зголеми и квалитетот. А да биде пак стреката на битолчани, тоа беше сон, една фантазија, кога Битола, кога Пелиштер ќе биде во првата фудбалска лига. Меѓутоа, непосредно пред распаѓањето на југословенската заедница, се случи, откажаа Словенија и Хрватска, се случи како петтопласирана екипа Пелиштер, под раководството на тогашна Ѓоко Хаџиевски, па дојде Томе Димитровски, по автоматизам да се најдеме и во првата лига. Тоа беше уште поголем успех, уште позначајно. Битола, да речем, покрај второлигашките екипи кои што во источната група беа многу силни екипи, имаше две второлигаски групи, Запад и Исток. Источната беше многу поголема, поразвиена, многу голема силна конкуренција, играа екипи од Црна Гора, Србија, Косово и Метохија и Македонија до Суботица, од Суботица до Битола и вамо до Титоград, до Целје. Се играше доста квалитетен фудбал. Дури имаше такви едни оцени, предпоставки дека во втората лига Исток се игра понекогаш многу поквалитетен фудбал отколку во првата лига. Иако таму беше таа голема четворка Партизан, Динамо, Велеш и Хајдук и така натаму. И се случи така, како што реков, по клуч, по автоматизам да се најдеме во првата лига. И се оствари еден невиден сон. Во Битола да гостува Црвена звезда, Партизан, Велеш, да гостува сите тие големи екипи од големата фудбалска четворка на Југославија, а Југославија во тоа време беше познат фудбалски центар, да речем, една од добрите во Европа. Имаше силни конкуренции во Советскиот сојуз, тоа уште постоја Советскиот сојуз, Демократска република Германија, па Романија, па Унгарија, односно Унгарија и Мажарска. Значи имаше една силна, многу силна конкуренција. Не разборуваме за овие западните земји, каде што таму веќе почна да се воведува една нова практика, еден нов начин на играње на фудбал, за разлика од источната страна, од источниот блок. Овие Советскиот сојуз, Романија, Унгарија, Југославија, да речем се тука и Бугарија и Грција и така натаму, поќе романтичарски фудбал се играше, креативен фудбал, поќе да око, за да се задоволат страстите, љубовта и интересите на гледачите. Во Западот се играше еден подинамичен математички фудбал. Акции само 3-4 да се дојде до голот, таму се работеше за што покусо време се постигне што повеќе гол. А овде се играше атрактивно, беше куларец кој ќе ја земеше топката, кој ги правеше тие акробации со фудбал и така натаму, беше задоволство да се гледа. Но почна пополека да влегува тој западниот стил на играње на фудбал, бидејќи се бара голови, а не само игра. Значи, Пелиштер така почнува, еве го имаме и денеска, за денеска повеќе вие можете да кажувате, ги следите сите надпревари. Инаку беше име, ме прашуваат многу кога Пелиштер игра најдобро и најкорисно така фудбал, кога бил она што бил по желбата, по волјата на гледачите. Јас мислам дека тоа е периодот од 80-тите години во Македонската лига со влегувањето во втората лига и со превземањето на екипата на Ѓоко Хаџиевски. Ѓоко Хаџиевски беше млад фудбалски стручњак, беше вработен во Сојузот на спортови, односно тогашна Совка, му беше во задача да работи со младата екипа и еден ден во една емисија на Радио Битола ми посочи неколку имиња, ми рече запамтете ги Петар Милошевски, Митко Стојковски, Кире Грозданов и уште неколку, ќе видите што фудбалери ќе бидат тие. За 3-4 години вистина се оствари тоа што тој го предпоставуваше. И тогаш гледавме, јас ова не го зборувам на памет, тефтерите се живи сведоци, кога во тоа време Пелиштер во втората лига, страниците беа полни со шанси. Не една-две прилики за голи, туку бројни прилики што ја краваше публиката на нозе и што правеше најголемо задоволство.
Во Битола гостувале и големи фудбалски имиња, го спомнал Манце најпрво и така натаму, но според вас би ве праша дали имате можеби информација кој е во Битола најпосетениот фудбалски надпревар одигран и кој надпревар ви оставил најмногу впечаток, но и кој фудбалер што гостувал во Битола ви оставил најмногу впечаток со неговите фудбалски вештини? Рекорд во однос на посетеноста е надпреварот Пелиштер Хајдук во рамките на четвртфиналите на фудбалскиот куп на Југославија. Не само по бројот на посетителите, туку и по бројот на продадените влезници. Тоа беше невиден рекорд. Инаку има податоци и по старите битолчани ќе ви кажат дека на секој надпревар имало по 8-9 илјади гледачи. Меѓутоа, прв пат во историјата на битолскиот фудбал, после многу години, по стотина години, се беа продадени над 9.000 влезници. Меѓутоа се случи фудбалерите на Хајдук после онај невиден успех на Перистер на Појлют во Сплит да извлече нерешен резултат од 1:1, да поведе со 1:0 со голот на Кириш. Една невидена фудбалска представа беше таму. Јас вршев директен пренос таму и кога еуфорично така ја пренесував сета таа работа, колегите, имаше уште 3-4 колеги кои што пренесуваа за други радиостаници од Македонија и постојано велеа: во право е колегата од Битола кога зборува толку убави работи за Пелиштер. Во право е, еве, на вистина Пелиштер се гледа на дело дека вистина е голем тим. А кога стигнавме таму, Малкумина знаеја, Малкумина има представа што значи Пелиштер, кој е Пелиштер и така натаму. И дури некако, да не речем подценувачки, ама така по-комотно се однесува, која се Пелиштер дојде од Битола, ќе игра со Сплитски Хајдук. Хајдук, знаете што беше, тоа е еден од најпопуларните и најдобрите, не само југословенски клубови, туку и цела Европа. Тогаш имаше најголема посета. Меѓутоа, заради невреме не стигнаа тој ден фудбалерите на Хајдук, се одложи за другиот ден. Важеа влезниците за другиот ден, ама не дојде толку посета колку што имаше во вториот ден. Беше, ми се чини работен ден, така не може сите да дојдат. Инаку, идењето на Хајдук во Битола предизвика еден невиден интерес не само во Битола, за цело ова поблиско подрачје. Влезници на големо се купува во Прилеп, во Ресен, во Охрид и овие блиски соседи, дури од Грција дојдоа луѓе да го гледаат тој надпревар. Едно чудо, публика дојде од Грција, навивачи љубители на фудбал, купија влезници да влезат. Значи тоа е рекорд. Тоа е најпосетениот и надпревар на кој се продадени најмногу влезници. А инаку во просек сега не е тоа што беше порано, веројатно до прва ќе се вратат тие времиња. Во просек меѓу 5, 6 илјади, 7 илјади гледачи имаше на стадионот Потум Пекафе, но имаше моменти кога се случуваше, јас кога ќе ме повика да се вклучам од стадионот Потум Пекафе, прво почнував убаво време, на трибините толку гледачи, а имаше на неколку наврати да кажам, гледачи чекајте да ги избројам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, имаше повеќе службени лица, полицајци, отколку гледачи. Имаше и такви моменти, кога немаше многу интерес, кога се играше слабо, кога Пелиштер паѓаше, знаете како е во развојот, има големи светли моменти, има кризни моменти и така натаму и така натаму. Тоа посебно го имаме во поновата историја на Пелиштер или по самостојувањето на Република Македонија. Како гледате на овој период од 91 година наваму? Можеби најголем успех на Пелиштер беше и надпреварот со Селта Виго кој се одигра овде. Тоа беше дефинитивно еден надпревар за паметење, можем слободно да кажам. Па можеби и блиску до рекордот на посетеност. Ми се чини дека со расправјањето на Југославија, со создавањето на нашава република, не се фати чекорот во однос на финансирањето на спортот, финансирањето на клубовите. Остана така еден подолг период сами клубовите да се грижа сами да го решаваат тој најважниот проблем, финансирањето. Има пари, може да се развие и така натаму. Меѓутоа, Пелиштер, независно од тоа, од 91-та, 92-та година наваму, подигра доста и меѓународни среби во купот на ИХФ, играше во Луксембург, играше со многу други земји, со Селта, како Селта, Сент Гален гостуваше доста успеши. Меѓутоа се надевам дека малце по малку сега се регулираат работите, односите.
Знаете, се направија јавни предпријатија. Во јавните предпријатија треба да влезат луѓе со силни пари, како што е секаде во светот, за да може да се чекори напред, што побрзо. Ние се научивме да има време полека ќе создаваме, нема полека, сака народот сега кој дојде, гледачите сака сега да гледаат, не по 5 години, по 10 години. Но се надевам дека ќе тргнат работите, дека за брзо време ќе види тоа што беше некојаш Пелистер. Како гледате на фудбалот кој се игра моментално во Македонија? Каков е сега, како беше претходно? Не може да се направи некоја споредба, бидејќи многу е напреднат, да речем, фудбалот секаде во светот, но еве како го гледате вие развивањето на фудбалот во Македонија? Ќе направам една паралела за да одговорам на ова прашање, една споредба. Да речеме во времето, после осамостојувањето на Македонија, во фудбалската репрезентација на Македонија, имавме по 3-4, може би повеќе фудбалери од Пелистер, од Битола. Денеска не е тоа така. Еве одма еден показател кај ни е фудбалот и така натака. Истото се случува и со ракометот. Ракометната репрезентација на Македонија беше 99% составувана од ракометари на Пелистер. И имаше поголеми успеси. Меѓутоа сега малку помалку се создаваат нови млади кадри. Јас се надевам дека за брзо време ќе имаме и од Битола повеќе репрезентативци од Канат Ларовски, Грозданов, Митко Стојковски, Тони Мицевски и уште други, нека не ми се забележи ако не ги спомнувам имињата на сите. Во брзината, тоа малце репортерски ја зборувам на брзина и затоа не можам во моментот на сите имиња да се сетам. Значи, се надевам дека тоа и ќе дојде. Инаку, фудбалот сега, и фудбалот, гледате колку време, некојаш ни паѓа рейтингот на меѓународната скала, многу ниско, некојаш ќе подкрениме, некој степен се зависи, еден надпрва да го добиеш во меѓународните води, одма го крива рейтингот на фудбалот во целата држава. Се надевам дека ќе дојдат подобри времења. Не би сакал сега да преюдицирам, да кажувам или да напаѓам, да критикувам, но се надевам дека сега сме на патот да се вратиме во таа кондиција фудбалска и дека ќе имаме подобри резултати не само на ниво на Републиката, туку и на меѓународен план. Инаку, гледате, ја нема и долго време Пелистер дојде во втора лига. Победа долго време ја немаше. Центрите на фудбалот, на развој, има доста осцилации. Републичката лига, не е меѓународна сцена, така? Штип не е тоа што беше некоја, Струмица исто така не е. Вардар и нешто од скопските екипи, сега по фудбалот Вардар, речеме, така напредува, веројатно има доста решенија, она што е најосновното со финансите и оди напред. Сега е добро, еве се вклучуваат екипи од Западната Македонија, а имаше порано. Вие не знаете колку силни противници, какви екипи имаше Охрид, какви екипи имаше Струве, каква екипа имаше Дебар, да не зборувам за Тетово и така натаму, фудбалски екипи. Прво се играше во Источна Македонија, па почна фудбалот во Западниот дел на Македонија да се развива, но сега секаде е тука некаде. Секаде некаде. Нема некој така, многу малку има да речеме, ова дете има голема перспектива, голема иднина, а тоа може да се види колку фудбалери ние од Македонија, односно еве се конкретно зборуваме, не интересира Пелистер, колку фудбалери може да одат во странство, да играат во некоја странска екипа. Пазарот е пред вас, од сите од овие, посебно од балканските земји. И не знаете, многу квалитетни фудбалери се нудат на пазарот на фудбалот во Европа. И тешко сега се пробиваат нашите фудбалери, што значи дека треба да почекаме на кој време. Пласманот на пазарот фудбалски може би е лесен во овој момент за младите фудбалери, нели сега го имавме Европското првенство во Полска, одиграа доста солидно, имавме еден фудбалер на Пелистер, Поп Златанов. Дали го следевте Европското првенство и како сте вие задоволни од тоа што го прикажаа нашите фудбалери? Многу сум задоволен, бидејќи е голема работа Македонија во една таква силна конкуренција да ваѓа резултати како еве со Португалија, како што беше и така натаму. Тоа е добро. Значи некој сигнал дека веќе создаваме една генерација која што брзо ќе дојде и за репрезентацијата и така натаму. Се надевам дека така ќе биде, иако секогаш велам нема врска големи мали земји и така натаму. Русија е огромна земја. Едно време Советскиот сојуз значеше нешто
и како огромна земја. И Русија не е мала земја, вака како што е сега. Меѓутоа заостанува фудбал. Заостана фудбалот многу во Романија, заостана во Унгарија, беше тоа класика од фудбалски екипи, од репрезентации. Тоа беше задоволство да се седи да се гледа фудбал. Меѓутоа фудбалот повеќе се разликува, влезе тоталниот професионализам, гледате еден фудбалер како Роналдо чина тешки милиарди парите се скапи инвестиции и така натаму. Луѓе кои што кога сакат, кај сакат можат да играат за невидени пари, огромни богатства и така натаму. Но те надам, ние сме уште далеко од тие сониште, за сега се сон, само се надевам дека ќе имаме и ние некои од нашите играчи така да го сака светот, да го бара светот. Господине Миновски, јас тука ќе ви се заблагодарам. Се надевам дека опфативме голем дел од фудбалската историја на Битола и Република Македонија и се надевам дека во некоја наредна прилика би можеле да поразговараме и за останатите спортови. Со задоволство, бидејќи имаме богата историја, а би сакал да имаме и поголема и побогата иднина во однос на сите спортски гранки, бидејќи не е само фудбалот. Битола не е само фудбал, Битола е и ракомет, дури ракометот на време длабоко го фрли во сенка фудбалот, кога се формира Пелагонија со првото влегување во првата сојузна ракометна лига 71-та година, па годините надоз подосна и така натаму. Па тука ние кошарката, па боксот беше во таа прва лига, Бундеслига е на најквалитетните во Европа. Ние долго време бевме во таа лига. Значи има, да не спомнувам се што е атлетиката Вера Вејановска и сите други незини следбеници кои што имаа балкански резултати, рекорди и така натаму и така натаму. Гимнастиката, борењето беше исто така доста популарно застапено на времето. Се имаше, сите спортски гранки ги имаше, така што ќе треба повеќе емисии за да можеме да направиме еден пресек или еден преглед на она што било и кај сме сега. Верувам дека ќе имаме прилика за тоа и ви благодараме уште за овој разговор. Ви благодарам јас.